8.050 денари нето, 12.265 денари бруто плата. На денешниот економско-социјален совет за прв пат во историјата на Република Македонија беше утврдена минималната плата. Предности од воведување на минималната плата се зголемување на животниот стандард на најсиромашните и најранливи слоеви на општеството, мотивација и охрабрување на вработените да работат повеќе, стимулирање на потрошувачката со тоа што се зголемуваат приходите на вработените со најниски примања, кои трошат голем дел од дневниот доход, зголемување на работната етика на оние кои заработуваат и охрабрување на лицата да станат дел од работната сила, како и намалување на сивата економија и на криминалот. Утврдувањето на минималната плата во овој износ е на оптимално ниво. Истата е резултат од договор и согласен став на владата, синдикатите и работодавците. Во ниту еден момент не беше практично лесно да се донесе таа одлука без да се исконсултираат соодветните гранки, а од друга страна и синдикатите во рамки на нивните организации, односно синдикати по гранка, беше исконсултирано. Практично во ниту еден момент не сакам кај било кој да постои сомнеш дека конкретно решение е резултат на договор на поединци. Ова е решение кое што помина ни соодветните органи и тела и на синдикатите и на организациите на работодавачи, а вклучително на тоа и на сама седница на влада, така да ова е консензуално решение постигнато со комплетна консултација на сите соодветни структури. Благодарам. Работодавачите задоволни од договорот за минималната плата. Видовте дека владата и нашиот социјален партнер, синдикатот, имаа полно разбирање за гранките кои што имаат ниска акумулативност, каде што е проблем или им е проблем на работодавачите да можат да се престројат веднаш. Ако ви имате во предвид дека минималната плата во кожарството беше 4.800, во текстилот 5.500, а сега одиме на 8.050 денари, на вистина полно разбирање од владата и ние бевме согласни да тоа биде закон, бидејќи ни дава право да ги изнесеме нашите ставови и мислења. За Сојузот на синдикати на Македонија денешниот договор е историски чин од повеќе аспекти. Историски чин од повеќе аспекти, од аспект пред се на обезбедување на материјалната и социјалната сигурност на работниците во Република Македонија, историски чин од аспект на она што го зборуваше и премиерот, на високо изразена свест, одговорност на социјалните партнери и на владата на Република Македонија. Историски чин со едно практично покажување дека во Република Македонија на вистина на европско ниво заживува социјалниот диалог. Законот за минимална плата ќе биде донесен до крајот на оваа година, а ќе започне да се применува во 2012-та.